Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски денеска беше во Тетово, каде изврши увид во изградбата на затворениот базен кој се гради на спортскиот центар во Тетово. Денеска сме тука во општина Тетово, каде што правиме увид на изградбата на затворениот пливачки базен. Ми представува голема чест и задоволство што работите тука на изведбата на овој затворен пливачки базен идат со забрзано темпо и покрај кризата и покрај со сето она како држава што се соочуваме, базенот во општина Тетово иде по предвидената динамика, дури забрзана динамика. Верувам дека и покрај рокот кој што треба да истече некаде септември следната година, дека во разговор со изведувачот дека до крајот на оваа година или почетокот на следната година тетовчани и сите граѓани на Република Северна Македонија ќе имаат затворен пливачки базен кој што секако ќе можат да ги надополнуваат и да ги подигаат спортските стандарди и секако да им овозможат на сите млади луѓе да имаат базен каде што секако ќе ги остваруваат своите спортски активности, но и пред се ќе се развиваат. Знаеме дека базените помагаат пред се во надминување на сите оние недостатоци, сите оние деформитети кои што се соочуваат децата и пред се затоа и подигање, односно градење на една ваква спортска инфраструктура. Сите се соочуваме, се наоѓаме во време во кое што се соочуваме со една сериозна и важна работа, криза во која што сите ние треба после неа сериозно да пристапиме и секако да излеземе посилни од неа, секако ваквата спортска инфраструктура и како ќе помогне да се врати спортот на старите патеки, ќе помогне пред се децата и сите спортисти да продолжат да имаат спортски активности и секако со тоа да се надоградуваат. Драго ми е што можеме и денеска да видиме дека овој базен се гради во полна паре, а овој базен се гради по, како што кажав и претходно, по предвидената динамика и за брзо време ќе имаме базен кој што ќе ги исполнува сите стандарди и пред се ќе биде радост на тетовчани на целата држава. Затворениот базен во Тетово планирано да биде пуштен во употреба во септември следната година, но според тоа како се одвиваат градежните работи, можно е тој да биде готов кон крајот на ова или на почетокот на следната година.